Добар ден, дневник на К3. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала 12 пати во пожари во кои била зафатена сува трева и стрништа на различни локации во градот и околината. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала 12 пати на пожари во кои била зафатена сува трева и стрништа на различни локации во градот и околината. Во пожарите кои се случиле на различни локации во градот, најчесто горела сува трева и стрниште, но пожар бил регистриран и во напуштено лозје во село Љубодрак, каде горела површина од околу 50 хектари, соопшти командирот Дејан Илиевски. Пожарникарите на овој пожар интервенирале од 19 до 23 часот. Во текот на вчерашниот ден, од почетокот на летото, бележиме најголем број интервенции, но сепак во изминатите години за 12 часа сме имали и по 20 на пожари. Искуството покажува дека во најголем број случаи човекот е причинител за настанување на пожари на отворен простор, изјави Илиевски. Првите две интервенции територијалната противпожарна единица ги бележи во 10 часот на градската депонија и кај поранешен хотел Куба. Екипа на противпожарната единица интервенирала и на опожарено стрниште во кумановското село Речица, а околу Пладне, во близина на автошкола во Куманово. Сува трева горела и кај поранешната фабрика Кирофетак по 14 часот, во приградската населба Ајдучка Чешма. Во атарот на село Речица, противпожарната единица интервенирала уште еднаш во текот на денот во попладневните часови. Последните интервенции Кумановската противпожарна единица ги регистрира на Пчински пат и во село Костурник, каде гореле сува трева и стрништа. Лицето БС од Куманово кое се самоповреди при скокање во реката Пчиња во село Шупли Камен и го повреди вратниот пршлен, се уште се наоѓа на една од клиниките во Скопје. Истиот по укажаната лекарска помош во Куманово поради сериозноста на повредите бил прифрлен во Скопје, каде му била констатирана тешка телесна повреда, фрактура на вратот. Случајот бил пријавен во СВР Куманово завчера во 16 часот и 30 минути. Во тек е реализацијата на завршните активности за изградба на локалниот патен правец Варувиште Манастир Свети Јоаким Осоговски со вкупна должина 2 км 163 метри, информираат од локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Патот до манастирот Свети Јоаким Осоговски е со ширина од 4 метри, а на еден дел е изработена асфалтна ригула со ширина од 75 см. Одводнувањето на делот патот е решено со поставување дренажни цевки. Заради подобро функционирање на патот, пак коловозот на некои места е проширен за дополнителни 2 метри, потенцираат од општината. Според нив, останува да се заврши поставувањето на заштитна челична ограда и мрежа за заштита од одрони на патот. Изградбата на патот во должина од околу 2 км се реализира со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, додека дополнителни 300 метри финансира општината од сопствениот буџет. Општина Крива Паланка ги известува граѓаните дека патот не е отворен. Забрането е движење за сите видови превозни средства и за одвивање каков било сообраќај. Намален е бројот на заболени од овчи сипаници. Од Центарот за јавно здравје во општина Куманово информираа дека бројот на заболени во месец јули е намален во однос на минатите месеци. Подеднакво заболуваат и машките и женските, а најзастапени се децата на возраст до 6 години. Сипаниците се најчестите заразни заболувања во детската возраст. Од нив не се поштедени ни возрастните, особено оние кои не ги прележале како деца. За сипаниците не постои специфичен лек. Единствен начин да се заштитиме од нив се вакцините и затоа е неопходно вакцинацијата да се спроведува правовремено и редовно. Од Центарот за јавно здравје ни информира дека бројот на заболени од овчи сипаници во месец јули е намален во однос на минатите месеци. Подеднакво заболуваат и машките и женските, а најзастапени се децата на возраст од 0 до 6 години. Болеста најчесто се појавува во детските колективи и штом ќе настане заболувањето, личноста треба да се изолира. Во Центарот за јавно здравје во текот на овој месец се регистрирани
69 заболени лица од овче сипаници, што во однос на минатиот месец се бележи за 38% намалување. Најголемиот број на заболени лица од варичела или овче сипаници беа регистрирани во текот на месец мај и јуни. Во месец мај 100 заболени, во месец јуни 104 заболени. Вкупниот број од почетокот на годината изнесува 524 заболени лица, што не отстапува во однос на минатата година. Сипаниците се вирусни осипни болести кои многу лесно се пренесуваат преку воздухот, што е причина децата уште од рана возраст да се разболат од нив и затоа се сметаат за вообичаени детски болести. Најлесна клиничка слика има деца на возраст од 3 до 7 години. Пред навршена 1 година и кај возрастните, сипаниците имаат многу потешка клиничка слика. Варичела, односно овчите сипаници, се релативно бенигно заболување, сепак многу заразно, предизвикано од вирусот на варичела зостер. Почетокот се карактеризира со краток период на лесно покачена температура, симптоми од горниот респираторен тракт и блага малаксаност, а потоа следи осип кој многу чеша. Карактеристично се појавува во вид на мали меурчиња исполнети со течност. Болеста се појавува преку целата година, а максимумот е во доцната есен и зима. Периодот на заразеност е 1 до 2 дена пред почетокот на осипот. Монодрамата Јане Сандански 100 години после, авторско дело на актерот Петар Темелковски, кој што е режисер на пиесата, ќе биде изведена пред кривопаланчани во рамки на манифестацијата Кривопаланечко културно лето. На 6 август со почеток во 20 часот, кривопаланчани ќе имаат можност на отворената сцена на плоштадот Карпошово востание да ја проследат монодрамата Јане Сандански 100 години после, во режија и изведба на актерот Петар Темелковски. Авторското дело на Темелковски премиерно беше прикажано минатата година по повод 1 век од загинувањето на Сандански, кој на 22 април 1915 година бил предаден и убиен на пат кон Неврокоп. Според Темелковски, кој досега има напишано многу монодрами посветени на значени личности од македонската историја, како Никола Јонков Вапцаров, Филип II, Рацин, Јустинијан и многу други, ликот на Сандански му оставил впечаток на најтрагична фигура во македонската историја, бидејќи ја доживеал поделбата на Македонија на 10 август 1913 во Букурешт. Храброста, одлучноста и свесноста за жртвувањето, погубењето на идеалите и пресретнувањето на смртта е она што го прави овој лик таков кој во патос се прикажува на сцената. Монодрамата се однесува на периодот од 10 август 1913 до смртта 22 април 1915 година. Има емотивен пристап и поетична димензија и од театарската критика е оценета како нешто што е важно за времето во кое живееме, поради што организаторите на Кривопаланечко културно лето, локалната самоуправа на општина Крива Паланка и Националната установа Центар за култура, како и градскиот музеј, ги повикаа сите паланчани да ја проследат представата. Од 1 август започна наплатата на влезница за влез во мегалитската обсерваторија Кокино по одлуката на Кумановскиот музеј за воведување систем за наплата на билети и ангажирање на лиценцирани туристички водичи за разгледување на локалитетот. Цените на билетите се поволни, сметаат одговорните, а оваа новина е за самодржување на овој македонски туристички бренд. Од 1 август сите кои сакаат да ја посетат мегалитската обсерваторија Татиќев камен, Кокино, треба да платат влезница во стражарската служба на самиот локалитет. Додека за групните екскурзии наплатата се врши преку жиросметката на Кумановскиот музеј. Влезниците чинат 30 динари за деца, односно за ученици и студенти, 60 динари за домашни туристи и 120 динари за странски гости. Локалитетот Татиќев камен или народски познат локалитетот Кокино, нашата мегалитска обсерваторија, или како што го нарекува владата на Република Македонија и Министерството за култура, чиј што проект е 5-годишен проект Кокино македонски бренд. Внесовме многу новини. Така да веќе од вчера, значи од завчера, 1 август, на локалитетот Кокино се плаќа влезница. А сето ова измена е со цел да направиме напори, вршиме напори за да се самоодржува локалитетот.
влезниците ќе бидат минимални, со цена од 1 евро за домашните посетители, 2 евра за странските посетители и 30 денари за деца од училиште и студенти. Со цел поквалитетна туристичка услуга беа обучени 52 туристички водичи на Кокино, кои минале обука за водење туристи низ овој локалитет. Нашите археолози извршија обука за туристички водичи, кои што се веќе лиценцирани туристички водичи. Направивме лиценци со помош на УСАИД и владата на Швајцарија. Се изготвени лиценци и сертификати за водичи на самиот локалитет Кокино, а беа извршени 2 обуки и до моментов се лиценцирани 52 водители, туристички водичи кои што ќе можат да водат тури на локалитетот Кокино. Активностите се согласно проектот на УСАИД за експанзија на мали и средни бизниси со финансиска поддршка од швајцарската влада, со цел поголема промоција и афирмација на Кокино, која според нас се наоѓа на 4-тото место на најстари обсерватории во светот. Во рамки на проектот претходно беа поставени нови патокази, информативни табли, заштитна ограда за камените тронови, мобилна апликација за аудио водење и нова официјална веб страна на локалитетот. Во рамки на проектот на Министерството за култура Кокино македонски бренд, кон крајот на месец август ќе се започне со нови археолошки ископувања на јужната тераса на локалитетот. Одговорните за следната година планираат оградување на местото, со амбиции за мала сувенирница и ресторан. Државната изборна комисија ги интензивира активностите со кои ги повикува да се пријават во нејзините канцеларии или на веб страницата граѓаните на кои не им се совпаѓаа податоците при проверките за прочистување на избирачкиот список. До 19 август граѓаните може да се пријават до ДИК за да го регулираат своето избирачко право. Државната изборна комисија ги интензивира активностите со кои ги повикува да се пријават во незините канцеларии или на веб страната граѓаните на кои не им се совпаѓаат податоците при проверките за прочистување на избирачкиот список. До 19 август граѓаните може да се пријават до ДИК за да го регулираат своето избирачко право. Комисијата вчера ја објави јавната кампања со која ги повикува граѓаните да се пријават за да се регулира своето право. До вчера до ДИК од 39.520 спорни се пријавиле 1224 граѓани. Од нив 387 се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии, додека 837 за пријавување ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на комисијата. Според објавената табела, најголем дел од пријавите се од жители од општина Чај, 225, следат општина Аеродром, 90, Центар, 83, Тетово, 78 и 64 пријави од граѓани од Гостивар. Се очекува ДИК денеска да извести дали покрај имињата на лицата ќе биде наведена и причината зошто се тие со спорни записи. Представниците на 4 политички партии во разговорите за прочистување на списокот, како едно од решенијата за излез од политичката криза, го договорија објавувањето на бројот на спорни записи. За вкупно 39.520 лица се појавија несовпаѓања на податоците при вкрстените проверки на прочистување на избирачкиот список, доколку во предвидениот рок тие се пријават во ДИК и покажат валидни лични документи, ќе бидат ставени во избирачкиот список. Во спротивно, нема да може да гласаат на престојните избори. Во присуство на дел од македонскиот олимписки тим, амбасадорот на Република Македонија во Бразил Ивица Буцевски и шефот на македонската олимписка делегација Владимир Богоевски во олимпиското село во Рио де Женеиро беше подигнато македонското знаме. Во присуство на дел од македонскиот олимписки тим, амбасадорот на Република Македонија во Бразил Ивица Буцевски и шефот на македонската олимписка делегација Владимир Богоевски во олимпиското село во Рио де Женеиро беше подигнато македонското знаме. Синоќ пристигна и поголемиот дел од македонскиот олимписки тим, кој на 2 август од Скопје замина за олимпискиот град. Прва од Соединетите Американски држави во Рио пристигна пливачката Анастасија Богдановски, која на церемонијата на свеченото отварање утре вечер ќе го носи македонското знаме. Последен утре околу пладно во Рио ќе пристигне Марко Блажевски. Македонија на 31-те олимписки игри во Рио ќе биде представувана од 6 спортисти. Покрај пливачите Богдановски и Блажевски ќе се надпреваруваат уште атлетичарите Ристе Пандев и Дрита Исмаили, джудиската Катерина Николовска и Нина Балабан во стрелаштво.
Турската полиција уапси 20 осомничени припадници на Исламска држава. Републиканскиот кандидат за председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ја осуди Хилари Клинтон дека е основач на Исламска држава. Руската ветеринарна и фитосанитарна регулаторна компанија Роселхознадзор од денеска го забранува увозот од Босна и Херцеговина. Свето денеска. Турската полиција приведе во Адана 20 лица за кои има сомнение дека се членови на Исламската држава. Припадниците на антитерористичката полиција, подпомогнати од хеликоптери, извеле истовремени раци на 22 адреси во Адана, по дојава дека лидерите на Исламската држава планираат напад. Приведените се однесени на сослушување. Исламската држава ја контролира областа во Сирија долж турската граница источно од Адана. Градот Адана се наоѓа во близина на воздухопловната база Инџирлик, каде се стационирани американските сили која служи за воздушните мисии во борбата против Исламската држава. Републиканскиот кандидат за председател на САД Доналд Трамп ја осуди надворешната политика на САД во времето додека Хилари Клинтон, неговата актуелна ривалка во председателската трка, беше државен секретар и наведе дека таа треба да биде призната за основач на Исламска држава. Трамп изјави дека верува дека американскиот председател Барак Обама зажалил што Хилари Клинтон ја избрал на таа функција. Во обраќање на собре во градот Дејтона Бич на Флорида, Трамп ја критикуваше политиката на Хилари Клинтон кон Блискиот Исток, бидејќи таа, како што тврди, доведе до создавање на Исламска држава. Тоа е заради неа треба да добие награда на Исламска држава како нивен основач, порача Трамп, а пренесу американските медиуми. Руската ветеринарна и фитосанитарна регулаторна комисија Роселхознадзор од денеска воведува привремена забрана за увоз на производи од Босна и Херцеговина заради недостаток од потврди за безбедноста на производите. Ограничувањето се воведува заради недостаток од информации за фитосанитарниот статус на Босна и Херцеговина, како и заради одбивањето на Министерството за надворешна трговија на Босна и Херцеговина да ја прифати инспекцијата на Роселхознадзор, која требаше да ја спроведе фитосанитарната контрола на системот, се наведува во соопштение. Забраната посебно се однесува на увозот на производи преку трети земји, пренесе ТАС. Извозот од Босна и Херцеговина во Русија во 2015 година значително е зголемен, особено кога станува збор за овошјето и зеленчукот. Македонската младинска ракометна репрезентација го доживеа петиот пораз на Европското првенство, овој пат од селекцијата на Унгарија. Нов пети поред пораз на мачката младинска репрезентација на Македонија на Европското првенство до 20 години, што се одржува во Данска. Во вториот напревар од разигрувањето за пласман, Македонија загуби до Унгарија со 27-23. За разлика од претходните 4 дуели, овој пат избраниците на селекторот Александар Јович до 55-та минута игра изедначено, но потоа има катастрофален финиш, без погодок што им го донесе петиот пораз на првенството. Македонската селекција и по вториот напревар од разигрувањето за пласман останува последно пласирана во групата и во последната фаза ќе разигрува за пласман од 13-то до 16-то место. Во следниот напревар утре во 13 часот Македонија ќе игра против Србија. Македонската фудбалска репрезентација на домашните квалификацијски надпревари во предстојниот циклус за пласман на светското првенство 2018 година во Русија ќе ги игра, како изминативе години единствено на националната арена Филип II во Скопје. И покрај тоа што идејата и желбата на Фудбалската федерација на Македонија изминатиот период беше да се овозможи дел од квалификацијските надпревари да се играат на стадионот Младост во Струмица, сепак во овој момент тоа е невозможно. Поради неопходноста за реконструкција на стадионот, УЕФА не дава зелено светло во согласност со условите што во моментов ги нуди Младост за официјални квалификацијски надпревари. Македонија квалификацијскиот циклус го почнува на 5 септември со гостувањето против селекцијата на Албанија на стадионот Лоро Боричи во градот Скадар. Следните два надпревара против Израел на 5 октомври и против Италија на 9 октомври оваа година ќе ги играме на арената Филип II во Скопје. Останува можноста со дозвола на УЕФА доколку следи реконструкција на стадионот во Струмица, евентуално надпреварите со Албанија и со Лихтенштајн во септември 2017 година, односно октомври 2017 година да се играат на Младост. Македонија во групата Г од квалификациите за светското првенство 2018 е уште и со репрезентацијата на Шпанија, со која првиот меѓусебен дуел го играме на 12 ноември оваа година на гостински терен.
Селекторот на македонската репрезентација Игор Ангеловски подготовките за стартот на новиот квалификацијски циклус и дуелот со Албанија, кој не очекува на 5 септември, ќе ги реализира во Охрид, од каде селекцијата ќе патува во Скадар. Во согласност со плановите, првиот собир на репрезентативците е на 28 август, па по 7-дневните подготовки ќе следи заминувањето за Албанија. Белгиската фудбалска федерација за нов селектор го постави шпанскиот тренер Роберто Мартинес. Следуваат вестите од меѓународен спорт. Шпанскиот тренер Роберто Мартинес е нов селектор на Белгија и на оваа позиција ќе го наследи Марк Вилмотс, кој беше отпуштен по слабиот резултат на Белгија на Европското првенство во Франција. Оваа селекција во четвртфиналето беше елиминирана од Велс. Мартинес претходната сезона беше менаџер на Евертон, но поради слабите резултати во финишот од премиер лигата беше отпуштен. Шпанскиот тренер во својата тренерска кариера има работено уште во екипите на Свонси и на Виган од премиер лигата. Белгија во квалификациите за светското првенство во 2018 година во Русија е во групата со Босна и Херцеговина, Грција, Естонија, Кипар и Гибралтар. Своето деби Мартинес на клупата ќе го има на 1 септември во пријателскиот напревар против селекцијата на Шпанија. Бразилскиот интернационалец Хернандес дефинитивно ќе го напушти Јувентус ова лето, а најверојатно ќе ја прифати понудата на Бајер Леверкузен, пишуваат медиумите во Италија. За него фармацевтите се подготвени да платат 8,5 милиони евра, а може би дополнителни 4 милиони евра, доколку во пакетот биде вклучен и Маурисио Исла. Старата дама ова лето реализираше неколку одлични трансфери и овие двајца играчи не би имале голема минутажа следната сезона. Тоа сака да го искористи Бајер Леверкузен, обидувајќи се да ги доведе во Бундеслигата. За Хернандес постои одреден интерес и од португалскиот тим Бенфика. Тој беше доведен во Торино од редовите на Интер, но не успеа да се наметне со своите игри. Португалската фудбалска звезда Кристијано Роналдо се уште на одмор и се опоравува од повредата на коленото, а кога ќе се врати на тренинзите на кралскиот клуб, ќе потпише нов договор до 2021 година, открива шпанскиот вестник АС. Како што информира овој медиум, претседателот Флорентино Перес и агентот на Роналдо, Жорге Мендеш, ги договориле сите детали околу новиот договор. Роналдо ќе заработува 21 милиони евра нето годишна плата, а доколку го одработи до крај целиот договор, најверојатно ќе остане на Сантјаго Бернабеу до крајот на својата кариера. Поради повредата Роналдо ќе го пропушти на преворот од Суперкупот на Европа меѓу Реал Мадрид и Севиља, кој е закажан за 9 август и треба да се пројави на првиот тренинг еден ден подоцна. Сепак за очекување да ги пропушти првите мечеви од премиера, за да може да влезе комплетно подготвен во новата напреварувачка сезона. Времето во Македонија сончево со мала облачност. УВ индексот изнесува 8. Со информацијата за временската прогноза го заокружуваме ова издание на Дневникот. Останете со К3 и имајте пријатно попладне.